Благодарам, почитувана колешке Лидија Петковска. Бидејќи прочитавте што се сметате дека е прекршено и токму затоа нели имате и процедурална забелешка, ќе одам по ред. Зборувавте за членот 88, став 1, на координатор на пратеничка група, заменик на координатор и пратениците кои не се членови на пратеничка група, кои сакаат да говорат за неправилна примена на деловникот, председателот им дава збор штом ќе го побараат. И овде не гледам ништо спорно. Дали овдека некаде гледате дека треба да се даде збор на заменик координатор или координатор за неправилна примена или било како на сред говор на било кој пратеник, дали е од опозиција или позиција. Став 2. Координатор на пратеничка група, заменик на координатор на пратеничка група и пратениците кои не се членови на пратеничка група, должни се да ја наведат одредбата од деловникот и да образложат во што се состои неправилната примена на одредбата. Вие кажавте тоа што мислите дека е прекршено. Во ред. Став 3. Говорот не може да трае подолго од 3 минути. Бидејќи се обидувате да наметнете ваше мнение дека не ја извршувам соодветно својата работна задача како председателка на оваа комисија, обвинувајќи дека прекршувам членови на деловникот, токму ова што ви го прочитав е она што сакам да ви кажам, дека во целиот период на работа на оваа комисија, барем јас додека ја водам, никогаш не сум ве прекинала. Зборувате за процедурални забелешки во кои што вие денеска конкретно читавте за етички кодекс, претходно исто наша колешка пратеничка читаше деловник и така натаму. Ако јас се придржував строго кон ова што го пишува овдека, требаше да ве прекинувам секого, било кој да се пријави за процедурална забелешка, оти треба вака да се придржува строго на деловникот. Меѓутоа, сум почитувала да ве изслушам и сите да го чуеме тоа што вие имате да го дадете како забелешка. Токму тоа е мојата конструктивност и коректен однос кон секој пратеник овдека. Како сум почнала да работам како председателка на оваа комисија, нити сум навредила некого, нити пак сум употребила збор на навреда према било кој пратеник или пратеничка во оваа комисија, за разлика од пратеници и пратенички од опозицијата, кои што користат во континуитет навреди, а доказ за тоа секако и за вас овдека присутни или за било кој пратеник и пратеничка во ова собрание и за јавноста, се е достапно од седниците на веб страната на собранието, односно на YouTube каналот. Така да може да си ги чуете говорите, обраќањата, процедуралните забелешки, да видите кој користел навредливи зборови, како омаловажувал своји колеги пратеници и пратенички, така да ве молам, околу тоа треба да се коригирате вие, а да не барате корекција од мене, бидејќи јас лично воопшто не сум користела такво нешто. Друго, почитувана колешке Лидија Петковска, почнавте да го читате и дел читавте од етичкиот кодекс, да ве потсетам и вас, и сите пратеници во ова собрание и македонската јавност дека токму вие како представници на опозицијата кои изгужвавте, го фрливте во ѓубре етичкиот кодекс кој за вас повеќе не постои. Тоа веќе сте го кажале на говорница на пленумот и во комисии каде што учествувате, дека вас не ве интересира етичкиот кодекс, заради тоа што сметате дека некој во ова собрание го нарушил и вие истиот не сакате да го почитувате. Токму тоа е доказ дека вие кога сакате си го употребувате за да нападнете било кој друг, а кога неќете, односно како што веќе изјавивте и направивте, го сгужвавте и го фрливте во ѓубре и дека за вас етичкиот кодекс не постои и не го почитувате истиот, тоа го кажале повеќе пратеници, проверете си, можете да се видите и да се чуете што сте кажувале. Оваа комисија ги почитува сите пратеници и им дава право на збор.
да ја подсетам македонската јавност и пратениците колеги присутни на оваа комисија денеска, дека токму од опозицијата, поради нивни некакви перцепции за одредени настани околу закажување или незакажување на комисија, се сомневаат дека нема да им биде дозволено да говорат, па ме обвинија дека не им дозволувам да говорат. Сега зошто, како говореле, не говореле, јас се што требало сум постапила според деловникот, на ниеден колега и колешка не сум му спречила да говори со целосна почит и внимание, за разлика од односот на вас, во кој што вие постојано и континуирано ме напаѓате дека не ја извршувам соодветно работата во оваа комисија. Многу добро знаете дека со вас имам коректен однос. Се што сте побарале од мене како председателка и колешка пратеничка за било какви преговори, разговори, што е нормално еве да чуе македонската јавност, дека ние овдека комуницираме меѓусебно, договараме, разговараме и така натаму. Тоа е демократијата во ова собрание, тоа е разбирањето кое што го имаме како пратенички групи. Меѓутоа, она што во моментот исто така се дофрлува од страна на колегите, дека некој пцуе овдека, меѓутоа може исто така македонската јавност да ги слушне говорите на одредени пратеници и пратенички кои што си дозволуваат да зборуваат вулгарно во собранието, меѓутоа тоа е секако домашно воспитание и право на секој пратеник и пратеничка како ќе се однесува. Лично јас како председателка апсолутно тврдам пред сите пратеници и мои колеги овдека и пред македонската јавност дека такво нешто нити сум дозволила лично од моја страна да навредам пратеник или пратеничка или не дај Боже да користам такви зборови кои што секако еве си дозволуваат некои колеги, можеби во моменти на некаква слабост или емоција која што ги води да употребат зборови на навреда, на омраза и така натаму, меѓутоа одговорноста ја носи секој пратеник во ова собрание како ќе се однесува. Она за што ме обвинувате повторно околу говорот на нашата почитувана колешка Стаменковска-Трајковска, јас апсолутно со целосна почит, уште еднаш, не знам по кој пат се повторувам, за ангажманот на нашата почитувана колешка, за незиниот замор кој што го имаше во незиниот говор и сето она што го вложи и психички и физички, секоја почит, она решила дека така треба да настапува и тоа го направи апсолутно без никакви навреди. Јас испочитував се што кажа почитуваната колешка и јас уште еднаш ќе повторам, бидејќи како опозиција, односно како членови, заменици членови, сите оние пратеници, колеги и колешки кои што ќе говорат или говорат во оваа комисија, решиле дека треба да зборуваат маратонски, решиле дека таков е начинот на нивното, на нивното излагање за да го кажат своето мислење за одредената тема, односно точка на дневен ред. Меѓутоа, тоа е, секој сноси лична одговорност и е свесен. Доколку вие, колеги пратеници и пратенички, кои што сте решиле да зборувате маратонски, бидете подготвени физички и психички за да го издржите вашиот напор, недозволиво е да правите сценарио заради тоа што треба да инсценирате, односно да направите некаква конструкција, дека вие после толку тешки говори треба да правите театар, дека сте изнемоштени, дека ви треба лекарски надзор, дека ви треба дополнително не знам што, тоа е ваша лична одговорност и така натаму. Свесни сте за тоа и можете да го правите. Во ова собрание, колку што јас сум овдека присутна заедно со вас во овој парламентарен состав за овие 2 години и еве истекува уште овај месец, нели, 2 години 1 месец, јас не сум видела на ниедно работно тело каде што сум и член или заменик или на пленумот, додека говори било кој пратеник и пратеничка, дека во моментот, нели, благодарам, многу се извинувам, имам потреба, ќе излезам па ќе се вратам. Таква практика нема, такво нешто јас не сум видела. Гледам дека ви е тенденцијата да извлечете и да наметните дека се однесувам нечовечно. Повторно ве замолувам, доколку сте решиле да зборувате маратонски, бидете
Бидете свесни и поднесете си ја вашата жртва дека ќе зборувате со сати и тоа што нели бара од вас да го вложите како личности, односно како пратеници во ова собрание. И морам уште заради македонската јавност и заради сите колеги овдека да ви кажам дека давате неточни информации. Не е точно дека во текот на работата на седницата немало неточни, апсолутно неточни. Не е точно дека немало обезбедување во собранието, тоа е апсолутно неточно. Тоа е неточно дека им фалело вода на пратениците. Апсолутно е неточно. Апсолутно е неточно. Не знам каде тоа очекувате и во кој деловник пишува додека траат некакви седници, бидејќи овдека на пример еве да речеме онаму каде што работи комисијата, како пример ја земам комисијата за финансирање и буџет која што работи со денови, работи многу долги часови и така натаму. Не се сеќавам дека сме барале во комисијата кога сме работеле нели многу подолго во ноќта на пример да речеме по одредени нели за буџети и така натаму кога имаме да речеме повеќе работи во таа комисија каде што еве јас членувам. Не знам дека некој побарал лекарски надзор, не знам зошто ви е потребен лекарски надзор. Јас и претходно на забелешка на заменик координаторката и пренесов доколку смета како заменик координаторка, односно како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, дека и треба на пратеничката група лекарски надзор. Може да пратат барање до генералната секретарка на собранието, да се обратат до тамо, па да побараат дека имаат потреба од лекарски надзор во текот на расправата. Може би, не знам, јас процедурите се такви. Повелете, обратете се и ќе добиете, мислам, одговор од генералната секретарка дали тоа што го правите или што го барате ќе ви биде овозможено. Инаку мисламе дегутантно да зборувате и да ги напаѓате службите во собранието, кои што обвинувате дека не биле обезбедување. Обезбедувањето си беше на работно место. Службите кои што работат во режим. Зошто оваа нервоза сега? Зошто оваа нервоза? Службите кои што беа овдека на оваа маса беа на работа. Така да, апсолутно ве молам, недозволиво е да кажете дека немало обезбедување, а и не знам зошто ви требало обезбедување. Имате председателка жена на комисијата, која што беше присутна со уште 2 жени колешки. Не знам толку страшно ли може би сме виделувале, па затоа веројатно сте барале обезбедување. Инаку зошто вода може би немало или снемало, меѓутоа во доцните ноќни часови може би и снемало, меѓутоа има чешми во ова собрание каде што можело на пример да земете апсолутно. Може би директорот од водовод кој што го разреши оваа вашата градоначалничка не ви кажал дека водата во Скопје е меѓу првите 5 по квалитетот во Европа, така да и таа вода се пие, па ако ви требало вода, ќе можевте да земете вода од чешма во собрание, каде што и другите луѓе кои што работат, исто така нели ја користат водата. Оти веројатно дека секое семејство дома не користи флаширана вода, користи од чешма вода. Така да ве молам, кога зборувате и кога се жалите за одредени работи, треба навистина да внимавате заради тоа што навредливо е и за службите кои што овдека работат заедно со нас, да кажувате дека ви фалело нешто во текот на работата и заради тоа ви било оневозможено, нели, направиле начин, односно со сите услови кои што ги барате да работите во оваа комисија. Овдека ќе ви дадам пауза, бидејќи додека вие зборувавте процедурално, можеше и јавноста да види и она што се снима, дека сите внимателно ве слушаат. Јас додека образложувам за да ја информирам македонската јавност, вие цело време довикувате, ќе ви дадам пауза, после пауза можеби ќе се одморите од викање, па ќе продолжиме со процедуралните забелешки и ќе се објаснуваме пред македонската јавност, да кажеме како сме конструктивни и како работиме по однос на она што ни е задача на нас пратениците, а не да се занимаваме со рекла казала. Давам овдека пауза, ќе ве информирам преку службите кога ќе продолжиме.